Јас точно, прецизно не би можела да ви кажам во овој момент колку ќе чини целиот театар, бидејќи тоа можам да го пренесам од кога ќе го примо предадеме на Македонскиот народен театар, бидејќи со целокупната документација ќе биде предаден, но можам да кажам дека тендерски процедури од страна на Министерството за култура во однос на овој објект нема, значи сите се затворени и сите договори се јавно објавени на Бирото за јавни набавки на веб страната, така да точно можете да ги видите сите суми на договорите кои што се објавени. Значи, ние немаме склучување како што многу во јавноста се збори во 4 очи се склучуваат договори и анекси. Не, напротив, за да дојдете до некој анекс во рамките на тие 30%, вие треба да имате, значи, следење на самата таа процедура од страна на надзорот. Од кои причини се случува дополнителна количина, каде оди таа дополнителна количина. Значи, надзорот тоа го потврдува. Значи, Министерството може да го склучи анексот на договор, согласно договорот основен, само доколку, значи, надзорот го потврди тоа. Сите тие непредвидени трошоци си се согласно законот. Вие не можете да надминете 30% од дозволеното. Негде постои 1%, значи, од основниот договор, негде 0,1, негде 3%. Значи, сето тоа јасно и прецизно е наведено во градежните книги. Никој не би прифатил, прво ја лично, да потпишам одреден анекс на договор, ако сето тоа не ми е потврдено и прифатено од страна на проектантот, од страна на надзорот, кој што врши надзор, бидејќи сите тие страни ставаат потпис за потребата од некои дополнителни непредвидени работи, вака генерално.